Здраво дечки, още едно видео денаска, трето поред. Дво видео ќе го само малку подзачистиме кодот и продолжуваме со други видеа, најверојатно утре или наредната недела, нелно бидејќи терам два серијали и не знам како да терам целата приказна. Идејава ми беше една недела да терам Unity, една недела да терам со C#, меѓутоа ќе видим па ќе видим. Па, ајде да видиме што имаме. Значи, ајде првим да ја прекрстиме оваа скрипта. Се вика Cube Controller, ајде да ја прекрстиме Tank Controller, ќе биде. Tank Controller. И значи, како што напомнав еднаш, сите моно behavior, значи името на файлот мора да е исто со името на класата. Добро. Да видиме дали се ни функционира сега. Tank Controller, одлично, 10 стотка, булетот ми стои prefabot, ајде да видиме во игра дали ни се функционира. Паѓа, вози, пука, одлично. Plane, ајде да не биде ground. И ајде ќе направиме еден вака. Да речеме ќе крстиме level, празен објект. Ставиме reset за да биде 000, ground ќе го ставиме тука. И да го направим од страната како дзидови. 3D Object, Cube. Тука. Добро. И по Z. Z. X. Да, тука. 100. Упс. Так терах малко. 600, 400, ќе ми даде 200 навред. Цела бројка. Стои тука, ground ми е 20, 00 и сега ќе даде таман. Дава, Cube. Точка 5. Стотка. Добро. Тука е одлично. Само по висината малко. 6. Тука 3, значи на половина висината од скел од висината за да е тама. Уште еднаш. Повед. Минус стотка, за да е на другиот крај. Супер. Ајде речем уште еднаш, ќе го заротираме за 90. Тука. Назад. Ставим цели бројки тука. 100. 100. 0. 200. Окей. И да направиме уште еден. 200. Тука ќе води минус 100. И сега има цел левел. Окей, Materials, Bullet, Cube, Plane Material, да го прекръстиме, да речем. Нека стои. Cube, Material, тука и синия црвен. Афектиран од физиката кога во лед го движиме и може
да се изврти. Таму некаде се удри во зидот и полета. Значи тоа ќе го следиме во некој народно видео, не се конзултирава ако зборувам сега. Добро. Битно имаме зидот. Рековме ќе го изчистиме малку кодот. Колку до сега фати видеото, 5 минути, окей. То, ајде сега во скриптата, значи да ги одделиме работите. Create, ајде за thread, ќе направиме посебна скрипта. Добро, ајде да изчистиме. Тука ни треба bullet prefabot. Го извадиме. Ставиме тука. Добро. File bullet. Ќе го извадиме и ова целото. Ставиме тука. Ќе биде instantiate bullet ќе се вика ова метода. Ќе направиме select field private еден ќе ставиме во цената празен објект од каде што сакаме да ни се инстанцираат нашите куршуми. Transform bullet spawn point ќе крстиме и куршумите сакаме да ни се инстанцираат од тука. Ова ќе го извадиме во друга скрипта, за bullet ќе направиме посебна. Ова ќе го тргнеме. Окей, update. Исто нема да ни треба. Окей. Тоа е тоа, значи ова, значи сега ќе го извадиме, нема ни треба веќе. Тоа нема да ни треба. Тоа ќе стои. File bullet. Ова ќе го извадиме и ова ќе го извадиме. Окей, file bullet, reflecting position, тоа нека се стои. Окей. Bullet prefab исто нема да ни треба. Ќе ставиме, значи, само една референца. Field private од нашиот thread. Thread нека се вика. Окей. И го ќе потписаме на file bullet. Ова методата требаше да стави public. Видите, сакаме да имам пристап од другите скрипти. И ќе велиме instantiate bullet. Окей. File bullet, instantiate bullet. Окей. Се вратиме во Unity. И на thread ќе закачиме скриптата. Thread скрипта. Окей. Да му закачиме prefabот. Да може да пукаме. Окей. Најдем нашиот tank и да му ставиме еден празен објект на ова и bullet spawn point ќе го крстиме и нека биде малку да речеме од тука сакаме да ни пукаат 1.20 така нека биде цела бројка, од таму сакаме да ни испаѓаат куршумите. Окей, и ова вече ќе го закачиме тука. Добро, ајде да видиме што сме направили до сега. Това не функционира се. Нещо има забравено. Да видим што сме забравили. Third instantiate bullet.
Што не се инстанцира. Тука нема ништо, тука нема ништо. Ништо имаме забравено. Тоа си е во ред. Булет. Да би... Да, на тенкот ми сме закачили референцата. Окей. И добро ми се инстанцираат, меѓутоа бидејќи го тргнавме кодот за физиката да ги движи, тоа не работи, тоа ќе се реди сега. Уште една скрипта за булет ќе направиме. Булет, добро. Ајде во... Чекай да отворим пред скриптата, булет. Да го отвориме и префабот. Prefab, ставим еден на сцената нека има и ќе му додадеме bullet компонента. Окей. Овдека треба да направиме apply за да ги зачуваме промените на prefab, кога ги именуваме директно во сцената. Окей, сега може да го избришеме. Одиме во Visual Studio, одиме во Tank Controller и... Не, Tank, тука не останала. И скопираме ова линија. Окей, Tank, не, Tank, тука. И во Update. Ни треба референца до самото rigid body. Rigid body, окей. И ова rigid body во awake, нека не биде, ќе го взимаме. Еднакво get component rigid body, на самиот објект ќе бара таа компонента, ќе ја земе и потоа, значи, ќе му дадува velocity на нашиот куршум. Ајде да му ставиме, нека биде private, ќе му ставиме едно CLS field за bullet speed, да може да го менуваме од инспектор. Float, bullet speed, окей, така ќе можеме со bullet speed, тоа ни е окей. Да смениме тоа на самиот prefab. Bullet speed, нека не биде, нека биде покоса 25. Се вратиме назад. Што сме направили сега? Окей, ни паѓа, пукаме и куршумите летаат, окей. Тоа ни супер, уште една мала ситница. Да речеме дека сакаме да ги уништуваме куршумите кога ќе помине одредено време, значи имаме destroy метода, докато ја повикаме овој overload, кој приема само еден параметар, објектот кој сакаме да го уништиме. Има уште еден кој прима и втор параметр float t, што ни е време за кое сакаме објектот да не биде уништен. Значи сакаме овој game објект, нашиот, самиот куршум, да биде уништен, да речеме после, ајде нека биде една секунда, еден f float. И како што гледате, пукаме куршуми, ева, и како поминува времето, истите, значи, ги снемува. Меѓутоа, како што гледате, има мала грешка, значи, куршумот секогаш лета во тој правец напред. Ајде и тоа да го средиме. Fire. Сакаме во правец на самиот
tank. Значи тук ќе ми треба референца до самиот tank. Наречеме tank controller. На get component. Game object. Find object. Object of type. Ни треба ова и ќе го бараме tank контролерот. Velocity. Transform. Position. Нещо им за... се извинам за това, дечки. Малко се побракав, значи заборев дека търет го извадихме во последен гейм објект и последна скрипта. Значи куршумот сега треба да не лета во правец на самиот търет. Затоа значи тука търет, не танк, туку референца од самиот търет не треба. Взимаме, значи го бараме, како што го баравме танкот, или търет, е еднакво на game object, find object of type и ова, значи низ целата хиерархија ќе ни бара game object на кој што има закачено търет и првиот што ќе го најде, ќе биде ставен во овој објект референцата и потоа велиме velocity ќе не биде не forward, бидејќи објектот не е заротиран за 90 степени, туку up, значи на нагоре, како што не е завртен објектот, на нагоре за да ни води право, значи ова е, како да речем, workaround. И множена со bullet speed. Да видиме се тоа ни работи. Еве вози тенкот пука и се ни работи како што треба. И мислам дека за ова видео тоа би било тоа. Поздрав до некој наредно.